Ќе отвориме во Битие, 1 глава. Како што брат Зоран често пати повикува и апелира до ова место, ќе почнеме со редовно читање на Библијата. Да, еве вечерва уште еднаш од една друга перспектива ќе сватиме колку е битно Божјото Слово, ова само како увертира на светата вечера која што ни доаѓа следната сабота. Битие 1 глава, но не 1 стих. Битие 1 глава од 25, еве ќе читаме всушност што Господ создал, и 24 стих, во 6-тиот ден. Многу што создал во 6-тиот ден. Од 24 Бог рече, земјата нека произведе живи суштества, секое според неговиот вид, добиток, лазачи и земни зверови според нивниот вид. И бидна така. И Бог направи земни зверови според нивниот вид, и добиток според неговиот вид, и сите лазачи на земјата според нивниот вид. И Бог виде дека е добро. Но тука не престанува создавањето во 6-тиот ден. И Бог рече, сега доаѓа круната на создавањето, да направиме човек според нашиот лик, според нашата сличност, и нека владеат над морските риби, над небесните птици и над добитокот, над сета земја и над сите лазачи што ползат по земјата. Значи, луѓето треба да бидат газди со оваа планета. Бог го создаде човекот во својот лик, тој го создаде во Божиот лик, ги создаде машко и женско. И Бог ги благослови и им рече Бог, плодете се и множете се, наполнете ја земјата и подчинете ја. Владејте над рибите во морето и над птиците во воздухот и над сите живи суштества што лазат по земјата. И Бог рече, еве ви ги давам сите треви што се осеменуваат по целата земја и секое плодоносно дрво што ја носи, што го носи своето семе во себе, нека ви биде за храна. А на сите зверови земни и на сите птици во воздухот и на сите лазачи што ползат по земјата, во кои е здивот на животот, нека име за храна сето зелено билје. И бидна така, и Бог виде се што направи, и ете беше многу добро. И бидна вечер, па утро, 6-ти ден. Значи Бог создал многу што во 6-тиот ден, значи копнените животни, лазачите, како видовме овде, да, и човекот. И на крајот констатира, иако нели секој ден после создавањето вели беше добро, на крајот навистина беше многу добро. Се беше многу добро. Интересно е што овде ова нема врска со темата, но каква храна им дал на луѓето, ама и на животните, приметивте ли? Имало ли немало месна исхрана ниту за животните. Сите копнени животни овде се создадени во 6-тиот ден и вели во 30 стих, над зверовите земји и на сите птици во воздухот и на сите лазачи што ползат по земјата, во кој е здивот на животот, нека име за храна сето зелено билје. Ја дори минатиот пат кога зборувавме за арката Ноева, си мислам дека Господ веројатно направил тука некоја интервенција, што не е ништо проблем за него, да и доека биле во арката таа година, и лавот и тигрот се префрлиле на можеби зелено билје. Ти како инаку Ное би носел тони тука на месо или не знам на што требало да носи на тој брод, и како тоа ќе стоело месо, сите тие над година дена, значи околу 370 дена таму, не знам колку беа, ако се пресмета. Како и да е. Тоа за Господа не е проблем. Еве од старт знаеме и на новата земја дека и лавот ќе пасе трева, како беше таму во Исаија, како вол. Се беше многу добро, но ако читаме во Битие 2 глава, 8 и 9 стих, сега имаме малку тука нешто поинакво.
И Господ Бог засади градина, значи 2 глава 8 и 9 стих, и Господ Бог насади градина на исток во Едем, и таму го смести човекот кого го обликува. Тогаш Господ Бог направи да од земјата изникна секое дрво убаво за погледот и добро за храна, и дрвото на животот среде градината, и дрвото за познавање на доброто и злото. Ке речеме, еве тука нешто не е добро, меѓуто не. И тоа дрво било добро. Во смисол, се што Господ создал, значи читаме тука дрвата, што ги создал среде секое дрво убаво за поглед, добро за храна и така натаму, но дури и тоа дрво на спознавање на добро и злото веројатно имало добри плодови, мислам, плодови што можеле да се јадат, не било проблем во плодот, не било нешто отровено и така натаму, меѓутоа едноставно тоа било тест за човекот. Потребен тест или нели Господ го создаде човекот во свој лик, меѓу другото тоа подразбира човек со слободна волја. Ако немаше нешто што требаше да биде забрането, тогаш немаше да има ни слободна волја. Немаше да може да биде ставена на тест, на проба таа слободна волја, односно не може ни да се практикува слободна волја кога немате избор. Тоа беше околу ова дрво, значи повторно ти кажеме некако не логично можеби за човекот и затоа Ева вели па убаво беше дрвото, дали кога го гледа и така натаму. Па го пробува плодот, па супер и сето тоа, но затоа што Господ рече да не се јаде од тоа дрво, затоа и како и за саботата. За мнозина нелогична заповед, четвртата заповед, меѓутоа не е ист секој ден. Исте во смисол 24 часа и така натаму, меѓутоа не е ист, саботата не е иста во однос на другите, затоа што Господ ја благословил и посветил. Значи ја издвоил, во таа смисла не е иста, заради тоа што Господ ја благословил, ја посветил и рекол, тоа е денот кога ќе доаѓате и ќе ми се поклонувате. Значи слободната волја. Но забележувате ли од стихот, кај се наоѓале овие две дрва? И дрвото на животот и ќе кажеме ова дрвото, другото дрво може да го наречеме дрво на смртта, затоа што ако читаме нели подолу од 15 стих, вика Господ Бог го заеде човекот и го постави во Едемската градина за да ја обработува и да ја чува. Господ Бог му заповеда на човекот, велејќи јади слободно од секој дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото, во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. Тоа носело смрт за разлика од дрвото на животот, кој што го одржувало живот, односно носило живот, ги одржувало луѓето во живот, постојано, константно. Значи, кај се наоѓаат овие две дрва? Среде градината. Биле во непосредна близина. И двете дрва. Се може да си предпоставите кога Адам и Ева доаѓале да наберат плод од дрвото на животот, поминувале, може би, покрај она друго дрво и буквално секојаш имале избор да направат меѓу, може да кажеме, животот и смртта. Оно избор што и ние денес го имаме. Сакаш живот, еве ти го дрво на животот. Ако имаш слободна волја, може да избереш и друго нешто. Да, тоа не се само овие стихови, кои што го кажуваат тоа, 9 стих, Битие 3.3, кога нели се јавува искушувачот кај дрвото на спознание добро и зло, вели само за плодот на дрвото што е среде градината, нели кога Ева одговара, Бог рече да не јадете од него. Значи плодот на дрвото што е среде градината. Мисли на дрвото на спознание на доброто и злото е среде градината. А во Откровение 2.7 ако читате, ќе видите дека, да не одеме тамо, не е битно, ќе видите дека дрвото на животот е среде градината. Не 22 мислам дека беше, чек, тоа е на крајот. Ајде да видиме. Која глава?
значи 2.7 е сепак, да, и во 22 се спомнува за тоа, ама добро, ми мислев дека с грешка сум запишал, сепак. Значи, Откровение 2.7, кој има ово нека чуе што им говори, да, тоа е дел од пораката до Ефеската црква. Духот на црквите на оној кој победува ќе му дадам да јаде од дрвото на животот кое што е среде Божиот рај. Едем е рајот. Мислам, да, градината. Значи, она што го кажав, имале секојаш избор да бираат меѓу животот и смртта. Сега, човекот знаеме дека после падот во грев бил протеран, истеран од градината и тоа со една од причините била која? Еве во 3 глава ќе читаме на Битие, од 22 до 24. И Господ Бог рече, еве човекот стана како еден од нас, знаејќи го доброто и злото, откако нели сгреши, да не ја испружи сега раката и да не набере од дрвото на животот, па да јаде и да живее вечно. Господ не сака вечни грешници. Затоа што грешник од 50 години до 50 години ќе направи толку белија, да не зборуваме за и таков хаос. Затоа Господ Бог го испрати надвор од Едемската градина за да ја обработува земјата од која што е земен и го истера човекот и насели источно од Едемската градина. И херовими постави таму со пламенен меч, не буквално, кој се вртеше околу за да го штити патот кон дрвото на животот, значи за да не набере и да живее вечно, затоа што ова дрво имало таква способност, не дека може самото дрво, самото по себе, знаете дека животот доаѓа од Бога, но еве во 8 сведоштво 288 страна вели плодот на дрвото на животот во Едемската градина имал надприродна сила, да се јаде од него значило да се живее вечно. Тој представувал против отров за смртта. Неговите лисија давале живот и бесмртност. Едноставно Господ така го осмислил тоа и го направил тоа дрво на животот, да дава живот. И сега човекот е истеран и знаеме дека градината била тука некаде на земјата до пред потопот, како што кажу Елен Вајт, потоа е земена горе на небото и се до Откровение 22, сега е Откровение 22, тоа е на крајот од Библијата, значи на почетокот нема веќе дрво на животот, целото човештво, целата Библија во овој дел е без присуство на дрвото на животот, затоа имаме смрт навсекаде, пред се заради гревот. Се до 22 глава Откровение, кога на новата земја среде нејзин, читаме први и втори стих, еве, и ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истекува од престолот на Бога и на јагнето. Среде нејзината улици и од двете страни на реката дрвото на животот, кое раѓа 12 плодови, кое секој месец го дава својот плод, а лисите на дрвото се за исцелување на народите. Повторно, спасените ќе имаат право на дрвото на животот. И сега што правиме измеѓу? Целата ова Библија, целата историја на човекот, од почетокот, после падот во гревот, па се до новата земја и кога повторно човекот ќе има право на дрвото на животот. Можеме ли да имаме вечен живот без дрвото на животот? Во ваквата состојба во каква што сме. Па скоро имавме и поука, мислам дека може би останало во сеќавање, ако не друго, ако не некој стихови од Библијата. Можеме ли да имаме вечен живот уште сега? Може би сега испаѓа според ова, како го зборуваме, малку штосно прашање, не е толку тешко, но Јован 17.3, што вели Јован 17.3? Евангелие по Јован 17.3. А ова е вечен живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог Исуса Христа, кого си го испратил. Јован ни кажа дека познавањето на Бога, познавањето на Исуса Христа, значи вечен живот. Прво Јованово 5 глава, тоа се стиховите што ги имаше во неодамнашна поука. Прво Јованово 5 глава.
Ќе треба малку почесто да отварам ова Библија, да се разработи малку. 1 Иваново 5 глава, 11 до 12, не дека не ја отварам, ама сепак се уште нови страници. 11 и 12, и ова е сведоштвото, Бог ни даде вечен живот и тој живот е во Неговиот Син. Кој го има Синот, има живот. Кој го нема Божиот Син, нема живот. Станува збор за вечниот живот, нели, од 11 стих е јасно. Кој го има Синот, има вечен живот. Јас и претходно кажав, не е дека дрвото баш дава живот, но ете така Господ го осмислил тоа. Значи, можно е. Како? Преку Христа. Можеме ли да кажеме дека Христос е дрвото на животот за нас денес? Па Елен Вајд во Ривиен Хералд кажува токму така. Христос дрвото на животот. Наслов. Христос е изворот на нашиот живот, извор на безсмртност. Кој го има Синот, има живот. Тој е дрвото на животот и секому кој доаѓа при него му дава духовен живот. Христос е дрвото на животот за нас. Но, одиме понатаму. Јован 6 глава, она глава која што најчесто ја цитираме за Света вечера. Пеесет да речеме првен, 6:51. Јас сум живиот леб што слезе од небото, ако некој јаде од овој леб, ќе живее довека. А лебот што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам за животот на светот. Овде сега мислите не водат кон Голгота, кон крстот, телото Христово, но и лебот, асоцирајќи, значи, повторно на Светата вечера. Тоа не асоцира, не наведува кон такви мисли. 53 стих па надолу, тогаш Исус им рече, вистина велам, ако не го јадете телото на човечкиот син и не ја пиете неговата крв, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има вечен живот и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв е вистинско питие. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, останува во мене и јас во него. Како што мене ме испрати, живее од татко и јас живеам преку таткото, така и оној кој ме јаде мене, ќе живее преку мене. Уште и 63 стих од истата глава вели: Духот е оној кој оживува, телото не помага ништо. Сега мисли на телесата, значи не на Христовото тело во стих. Духот е оној кој што оживува, телото не помага ништо. Зборовите што ви ги реков се дух и живот. Словото, ова што ви го зборувам, се дух и живот. Тоа е дух, тоа е живот. И Елен Вајд во еден од своите рачни ракописи, цитирајќи ги овие стихови кои што ги наведовме, додава и вели, ова представува јадење на плодот од дрвото на животот. Христос, Христовото тело, земете чашата и со гроздов сок и лебот, кој што ќе ги примеме следната сабота, тоа може да се представи како дрво на животот. Со тоа ја прифаќате Христовата жртва. Но и уште подлабоко од ова, ако ова, јадењето на неговото тело и неговата крв, всушност може да се каже дека тоа е всушност примање на неговото слово. Словото е дрвото на животот за нас денес. Значи, она на што брат Зоран повикува, ова е дрвото на животот. Значи, не друга некоја книга, во ред поуката, во ред духот на пророштво, меѓутоа, ајде, може би не е книга во прашање, може би некој филмче, некоја серија, не знам, вчера, ете, малко и дискусијата оди во тој правец, така натака. Сето тоа се празни калории, да кажеме, така се изразиме. Тоа ништо не носи. Меѓутоа, ова е дрво на животот. Ова носи вечен живот. Нормално, затоа што преку ова го препознаваме и запознаваме Христа и го примаме подосна Христа, кој што е исто така дрво на животот. Па самиот Христос е Словото, нели? Затоа и можеме да кажеме и за Него, и за Словото, дека е дрво на животот за нас денес. Замислите си што пропуштаме, кога ете, може би, времето си го губиме за нешто друго, или
читајки нешто трето, нешто неважно, а немаме време да седнеме и да се задлабочиме во Библијата. Значи, пропуштаме да береме плодови од дрвото на животот. И нас ѓаволот како Ева не влече кон некои други дрва. Оние празни калории што ги спомнав, тоа е смрт, тоа нема врска со нешто што може да ви даде живот, еве, и на телото, ако сакате, вашето здравје, шекери или така натаму. И еве цитат: Божјото Слово за нас е дрво на животот. Секој дел од писмото има своја употреба. Секој дел. Писмото е од Бога дадено и вдахновено и е, значи, целото писмо. И е погодно и за поправање и така натаму. Насекаде во Словото има некаква лекција за учење. Затоа научи како да ја проучуваш Библијата. Тоа е цитатот од едно од нејзините писма од 1998 година. Че Божјото Слово за нас е дрво на животот. Во Матеј 4.4 нели вели дека не секој ќе живее само од леп кога е Исус кушан, туку и од она што доаѓа од Божјата уста, од Словото Господово. Еве еден сличен цитат, ова е интересен цитат, значи ако дрвото на животот, она оригиналното, беше недостапно веќе за Адам и Ева откако погрешија и имаше нели херувими со пламенен меч да не можат да пристапат до него. Овде вели Елен Вајд за Библијата: никаков пламенен меч не е поставен пред ова дрво на животот. Поготово фала му на Бога за ова време наше во кое што живееме. Достапно ни е, достапно му е на секого, на телефон, на интернет, на било каде, значи. Фала му на Господа. Имале проблем нашите предци таму во средниот век и така натаму, кога и не им било дозволено и немале Библија, меѓутоа вели никаков пламенен меч не е поставен пред ова дрво на животот. Слободно ни на располагање. Сите кои ќе посакаат можат да имаат достапност до него. Не постои сила која може да забрани на било која душа да набере плод од ова дрво на животот. Сите можат да јадат и да живеат за секогаш. Фала му на Господа, ете како осмислил тој денес ние да имаме достапност до дрво на животот, а тоа е Словото, тоа е Христос. И ќе завршиме со еден цитат од Копнежот. Ова е во контекст на Јосифовите синови, односно браќата или полубраќата Христови, кои што, знаете, им било чудно како тоа Исус се однесува кон фарисеите, кон старешините, кон водачите на црквата тоа време. И вели вака: неговите браќа, како што се нарекувале Јосифовите синови, биле на страна на рабините. Тие постојано нагласувале дека преданијата мора да се почитуваат. Како што нели денес тврдат црковните отци. Како да се тоа Божји барања. Тие човечките прописи ги сметале за многу повисоки од Божјата реч и во голема мера им пречело Исусовото јасно проникнување во разликувањето на лажното од вистинското. Неговата строга послушност кон Божиот закон ја осудувале како тврдоглавост. Биле изненадени со знаењето и со мудроста што ги покажувал, кога им одговарал на рабините. Значи, од една страна им сметало тоа, ама сега пак и изненадени од тоа, од каде знае овој. Нели, кога, нели, како велеле, па не одел тој во рабинските школи. Знаеле дека не примил никакво образование од мудрите луѓе, но сепак забележале дека тој ним им бил учител. Признале дека неговото образование е повозвишено од нивното. Но не сватиле, ова е сега клучното за нашата тема, но не сватиле дека тој има пристап кон дрвото на животот. Кон изворот на знаење што тие не го познавале. Зошто не го познавале? Зошто? Библијата. Словото, секој она слово што доаѓа од Божјата уста, до тоа имал пристап Исус Христос. Од таму се напојувал и затоа бил многу помудар од сите тогашни, кои што
фарисеите, водачите, рабините, кои што учелен во тие рабински школи. Значи, ова слово дава живот, дава мудрост. Ова слово е заштита. Библијата наша заштита, има цела една глава во големата борба. Заштита во ова последно време, и во пуката имавме ова тромесечие. Заштита од сите тие лажни науки, сите тие преданија кои што се напластиле со текот на илјадници години, што луѓето едноставно денес да не можеш да ги разбереш. Ние, кои што сме љубители на Светото писмо, не можеме нив да ги разбереме, па они па нас не може да не разберат. Значи, да се занимаваат со слави, со ова, со она, со гробишта, со не знам што, и тоа да им е побитно од Божјето Слово, кое што пак не сакат ни да го отворат, или имаат многу мало или ограничено познавање. Од дрвото на животот не сакаат да се нахранат. Ние имаме таква можност, таква привилегија, не треба да ја испуштаме. Значи, секој ден мора да наоѓаме, да се приклучам јас кон напелот на брат Зоран, да наоѓаме време да береме од дрвото на животот, односно да го проучуваме Светото писмо, затоа што тоа е се за нас, носи и живот и прекрасни упатства за секоја животна прилика и така натаму, и не го трасира патот кон спасението. Во него можеме да го запознаеме Христа, нашиот Спасител, оној кој што се даде, не се поштеди за нас, за да не спаси. Нека му е слава нему. Амин.